Оставка од републичкиот обвинител Љубомир Јовески, кривична одговорност за него и останатите обвинители кои се соработници на злосторниците и виновниците за пожарот во Тетовската модуларна болница, каде живи изгореа 14 луѓе. За 5 години во Македонија имаме 4 големи несреќи, 97 жртви и 0 денови затвор за тие што ги предизвикаа, велат роднините и организаторите на протестот пред Основниот суд и обвинителството во Тетово. Животите на граѓаните станаа заложници на пазарења и тендери без критериуми. Се виде дека корупцијата убива. Од целиот процес се докажа дека обвинителството и судот се дел и бранители на злосторничко здружение кое ја држи државата во заложништво. Бараме владата веднаш да го разреши јавниот обвинител Јовески и тој, заедно со другите обвинители инволвирани во ова монструозно дело, да одговарат кривично. Сите пароли и транспаренти од протестот со пораки: одговорност сега, правда за секогаш, вистина предлага, правда над измама, оставка од Јовески, протестантите ги залепија на вратата и прозорите од Тетовскиот суд и покрај противењето на многобројните полицајци. Видовме дека јавното обвинителство е дел од овој организиран криминал и злосторничко здружување за прикривање на фактите и замолчување на вистината за убиството на овие невини 14 луѓе. Кој според вас е виновен за несреќата во Тетовската модуларна болница? Каде гледате вината, пропуск на институцијата? Па, поред мене компанијата што го изградили и што прави инспекција. Значи Брако и Том. Роднините на загинатите и граѓаните на Тетово преку социјалните мрежи се организираа за протестот, поттикнати од содржината на споделените документи и сведочења, објавените детали околу тендерот за изградба на монтажните болници, но и сомневањата за пропустите при градба и квалитетот на материјалите. Со тој став е и тетовскиот градоначалник Билал Касами, за кој 14 жртви од пожарот биле убиени 3 пати, бидејќи се криеле вистинските виновници, роднините добиле политички корумпирана правда и третиот пат кога Меджити на чело на Министерството за здравство побарал владата да ги доплати средствата на Брако. Кабелот се запали поради немање соодветна и правилна инсталација која ја изведе компанијата Брако и дека причина за модуларната болница која се запали и изгоре во рекордно време е за тоа што конструкцијата и материјалите од кои е направена беа несоодветни и лош квалитет. Основниот суд во Тетово изрече условна пресуда за обвинетите директори Бесими и Етеми, а на клиничката болница изрече парична казна од 1 милион денари, а го ослободи доктор Вучевски. За организаторите на протестот, тој предмет бил манипулација за јавноста. Истрага се води во обвинителството за организиран криминал и корупција, но само да утврди дали е испочитувана законската процедура што се однесува на распишување и доделување на тендери, но не и за тоа дали тој што го распишал тендерот и тој што градел имаат вина за пожарот и за смртта на 14 луѓе.